правите лажни имиња за учество на работилницата, бидејќи за 10 ислушани работилници следуваат благодарници. Ако сакате нешто да прашате, кренете го виртуелното раче и доколку процениме дека непристојно се однесувате, ќе бидете отстранети. Ако имате предлози за белешки на дополнувања, пишете ни на phv@redcross.org.mk. PHV програмата, да наминиме на PHV, е присутна повеќе од 20 години и е наменета за млади, односно за тинејџери кои работат за зајакнување на личниот капацитет, помош во заедницата, менување на дневната рутина и многу други работи. Претходно сите знаеме дека PHV се одвиваше на поинаков начин, но поради ситуацијата во која што се наоѓаме сега, поради COVID-19, сме организираме работилници, односно 40 работилници со 24 инструктори, секој четврток во 20 часот. До сега имаме поминато повеќе теми, од кои мислам дека секој од нас ни биле од корист на каков и да е начин. Може другите прозорчиња да се отворат. Претходни теми кои ги имаме обработено се вештачка интелигенција, правилен избор за факултет, позитивни вредности, вовед во филозофија, комуникација, социјални медиуми и така натаму. Вечерва имам чест да ви го представам Иле Матеничарски, кој е дипломиран новинар и менаџер за односи со јавноста, волонтер на Црвениот крст во Кочани и ЦК PHV инструктор од 2018 година. Темата која што ќе зборува вечерва, мислам дека на сите би ни била интересна, затоа што е безбедно користење на интернет. Мене ми беше мило, толку имав да кажа ја, па работилницата му ја препуштам на Иле. Фала. Благодарам Анастасија за убавата најава. Прво да ви се заблагодарам и од мое име за присуството на денешната работилница. Работилница која се надам дека ќе биде од корист за сите, и ако некои работи ни се познати, секогаш е добро да повториме, да утврдиме некои знаења и се надевам нормално дека ќе имаме убаво поминато време. Анастасија ме најави, значи јас сум Иле, доаѓам од Кочани и сум долгогодишен волонтер во Црвениот крст. Драго ми е што ова вечер ќе се дружиме и што ќе пробаме повеќе преку дискусија и преку некои практични совети кои ги подготвив да ја на некој начин доловиме темата и да, ако ништо друго, советите барем кои ќе ги слушнеме и кои ќе ги научиме да ги применуваме во нашето секојдневно користење на интернетот и на социјалните мрежи. Како и секоја работилница, и оваа работилница очекуваме дека вие имате некои очекувања од тоа што ќе се случува вечерва на работилницата. Па така би можел кој сака да го сподели своето очекување од денешната тема, од денешната работилница, а Мухамед ќе ги запишува. Повели Викторија. Погрешни работи што ги правиме на интернет, па сигурно ги има така да. Јас слабо те слушам. Дали Мухамед ја слушна Викторија? Не, јас слабо ја слушам Викторија. Уште еднаш кога да повтори. Велам дека очекувам од оваа работилница да ги видам погрешните работи што ги правиме секојдневно, верувам, на интернет. Веќе нели се врати сега околу интернетот, секојдневно го користиме. Благодарам, Викторија. Повели Сара. Да, имаш напишано што представува, само момент, се извинувам. Што представува опасност на интернет? Мухамед? Михаела Кацарска очекува да научи како да се заштити од опасните предатори на интернет и да, тоа е два пати го напишано прашањето. Мартин Ниневски, справување со онлайн навредите на интернет кон нас. Да, и тоа е опфатено од презентацијата, познато како сајбер насилство. Дали друг некој има да каже нешто? Мухамед мислам дека ги запиша другите. Некое друго очекување?
планираме да си поминеме ова како и секогаш. Еве, Алекс, да направиме разлика меѓу доброто и лошото однесување на интернет. Да? Мухамед само да запише, да. Има уште едно иле од Марко Дабески, можеш и тоа да го прочиташ, Да. и веројатно инспирирано од видеото што го снимивме. Да, значи Марко Давевски, се извинувам, превид направив, како доколку направиме некоја грешка би можеле да се извлечеме, например ако напишеме матичен број и трансакцијска сметка, како да постапиме. Во ред, Душица Павловска, да дознаеме на кого и какви податоци би можеле да споделиме онлайн. Супер. Ѓоко Сурлевски, зошто мора да користиме интернет и како да препознаеме вирус. Супер. Како вие си имате осигурено на интернет, да. Иџо? Веројатно иле како лично искуство, што е Лично тоа ти што искуство, го правиш. Да. Ја го споделиме и тоа. Дали има некој друг или да ги прочитаме уште еднаш кои се вашите очекувања? Убаво поминато време, Алекс. Точно. Се надевам. Так. Дали има апликации на кои гарантираат безбедност во користењето на интернет? Јас би ги споделил сега вашите очекувања, значи како кога би направиле грешка, како можеме да се извлечеме, да дознаеме на кого и какви податоци може да дадеме, да ги разгледаме погрешните работи кои ги правиме секојдневно на интернет, а ги правиме сигурно, што представа опасност на интернет, да научиме како да се заштитиме, лично искуство ќе споделиме, да направиме разлика помеѓу доброто и лошото однесување на интернет. И ова само да го прочитам, така, справување со онлайн навредите или сајбербулингот. Супер, дечки, очекувањата се токму тоа што ќе го зборуваме на денешната работилница. Ако Мухамед можеме да преминеме на следниот слайд, ако така, како што нели вие имате очекување, јас имам свои цели кои денеска ги поставив за работилницата, да дознаеме корисни информации за безбедното користење на интернет и општо користењето на социјалните мрежи, да научиме некои совети за заштита на интернет, како ние да се заштитиме, што смееме да споделиме, што не смееме да споделиме на социјалните мрежи на интернет и како да ги користиме повеќе едукативно. Ќе зборуваме за сајбер насилството, затоа што и безбедното користење на интернет е поврзано со сајбер насилството, кое за жал е се повеќе и почесто присутно на интернет. Ќе научиме добро како добро да се однесуваме на интернет, како да споделуваме, што да споделуваме, како да влијаеме и нормално ќе учиме, ќе споменеме нешто и за ебонтонот и на крајот, значи, убаво поминато време. Ако има некој нешто да праша во врска со целите, слободно може да праша, ако не да преминеме на самата презентација. Во ред, така. Значи, корисни информации за безбедно користење на интернет. Интернетот го користиме сите и го користиме секојдневно. Најчесто тоа ни представа одличен начин да се поврземе со нашите пријатели, со нашето семејство, но е добар начин лесно и брзо да комуницираме и добар начин пред се преку него да се едуцираме. Вака кога зборувам, тоа изгледа дека сите тие работи се добри, нели што ги кажав, но секогаш постојат некои опасности кои не демнат на самиот интернет, затоа што и користењето на интернет не секогаш значи дека ние сме целосно безбедни на него и дека нашите податоци кои ги оставаме на интернет се безбедни и дека не можат да бидат искористени од страна на некои лица со цел, нели, да ни наштетат или да имаат некаква корист. Најчести закани со кои можеме ние да се соочиме на интернет се закани по нашите лични податоци. Често пати нашите лични податоци можат да бидат изложени, да бидат на некој начин украдени и да бидат искористени за некои други цели.
Нашето користење на социјалните мрежи, користењето на интернетот, често пати не доведува до ситуација да можеме да бидеме следени. Следењето повеќе се однесува преку интернет, преку Facebook, преку Instagram, значи сите тагови што ги оставаме некаде, или сите наши информации за нашето училиште, каде учиме, каде се образуваме, нашите омилени нешта и слично, можат да бидат тема или таргет на следење или демнење, уште познато како демнење од некои лица кои си имаат своји одредени цели за председани наштетот на нас, или едноставно тоа се лица кои име задоволство да ги користат нашите информации или да штетат, едноставно да штетат на интернет, без разлика дали тоа ќе биде спрема нас или спрема некои други. Овде можам да го спомнам и сајбер насилството, кое исто така е популарно веќе на интернет, за жал, кое ќе зборуваме подоцна и во презентацијата за него, кое на некој начин ни нарушува нашата приватност пред се и приватноста на сите околу нас. Овде имаме едно прашање кое можеби би ве прашал вас, например, дали вашите податоци на интернет се безбедни или дали вие лично кога сурфате, кога сте на интернет, се чувствувате безбедно, дали сте имале некаква закана по вашите лични податоци или по вас како личност. Што мислите, дали податоците кои ги оставаме на интернет се безбедни? Може со кревање рака, може некој во чат да пише, чисто едно ваше вака споделување. Повели Тања? Тоа не е Тања туку. Александар иле? Александар, повели Александар. Ја мислам дека податоците што ми се ставени на социјалните мрежи, Да. мислам дека би не биле безбедни доколку објавиме дека никој не може да ни ги гледа, дека можеме само ние да ги гледаме, ние да ги користиме. Дека не може никој да не ги види податоците. Така, Александар. Да не ги земе податоците, пошто мислејќи доколку не ги земат податоците, ние мислејќи дека може нешто да не злоупотребат со тие податоци. Така, Александар, се зависи од тоа како што кажа ти, се зависи за тоа како сме заштитени, како ние ги штитиме нашите податоци или работите кои ги споделуваме на интернет, и тоа е еден од советите кои ќе ги дадеме подоцна. Ѓоко Суруловски пишува дека за сега моите податоци се безбедни. Како, Ѓоко, ги заштити ти твоите податоци? Можеш ли да споделиш? Па ги заштитив со... Ја многу не се разберам од интернет, така да не самиот како сум ги заштитила, ама важно се заштитени сега за сега. Сега за сега се заштитени. Да, меѓутоа како што рече ти, или нели за се има прв пат. Да, па затоа и денешната работилница да нели споделиме сите искуства и да кажеме некои корисни информации. Во ред? Иле Михаела крена рака и имаме една порака во чет. Да, Михаела повели. Ајде прво пораката Душица Павловска. Не мислам дека моите податоци се безбедни, поради која избегнувам да споделувам своји лични податоци. Да, тоа е супер. Дека треба да правиме некои селекција кои податоци ќе ги споделиме. Михаела повели. Па јас кога сурфам на интернет секогаш внимавам какви сајтови, какви портали читам, затоа што обично вирусите најчесто се маскирани во такви сајтови за да не залажат, и кога ќе го кликаме сајтот, тој вирус да се активира и да го нападне компјутерот и не де Боже може да се расипе или да се случи некој поголем дефект. А за моите податоци, па јас се согласувам со Душица дека нашите податоци не се безбедни,
безбедни, затоа што насекаде постојат опасни предатори кои што се представуваат како други луѓе и креираат лажни профили на социјалните мрежи, како што кажав, за да не залажат и за да не ги украдат податоците, и затоа треба да внимаваме какви податоци даваме, на кому му ги даваме тие податоци, и секако да имаме очи отворени и уши за да слушаме и за да гледаме што се случува, бидејќи виртуелниот свет не само што има позитивна страна, туку и голема мамка. Да, тоа го кажавме, да, Михаел, и на почетокот дека ги кажуваме добрите работи на интернетот, но секогаш има некои наши закани. Благодарам за споделеното мислење. Со самото тоа што ние имаме направено некаква сметка на социјалните мрежи, ние оддаваме дел од нашите податоци. Тоа е факт и точно е дека не можеме целосно да бидеме безбедни, но можеме да селектираме кои информации ќе ги има на нашите профили и дали тие информации ќе можат да бидат искористени од некој предатор, како што велите вие. Која апликација е безбедна, прашува Ѓоко Сурлевски? Па сите апликации се безбедни онолку колку што ние дозволуваме да споделуваме наши информации за нас. Па така да апликациите кои ги користиме имат посебни центри за на некој начин да заштита на своите корисници и ние можеме да ги користиме нивните услуги. Кристијан, повели? Јас сакам на ова да додадам нешто на нашите информации што ги даваме на социјални мрежи, како што знаете, ги зачувуваат у МВР. Ако го нападнат нивниот сайбер систем, све може да најдат секој што сака ако го нападнат системот на МВР. И кај живееме и све. Колку да се заштитиме? Си има заштита. Во ред, Кристијан, благодарам. Може да преминеме на... Ја мислам дека можеме. Џоко, значи, спушти раката, пошто преска се го искористи своето право за зборување, одиме понатака да им оставиме простор и на другите волонтери да го кажат своето мислење. Така, ќе имаме можност да разговараме. Ги споделивме тие некои основни информации, најбитното нешто кога ние сме на интернет, кога сме на социјалните мрежи, сме пречесто и често, треба да имаме на ум некои работи кои треба да ги практикуваме доколку сакаме да на некој начин да се заштитиме пред се самите себе од напади. Прво нешто што треба да го направиме е тоа да споделуваме внимателно. Сето она што го споделуваме на интернет, за секогаш останува на интернет. Вели дека вика штом нешто еднаш ќе се објави, нема враќање од тоа, затоа сме сигурни, затоа што секогаш тие податоци остануваат некаде или по некоја логика постои и сам скриншот, нели ние што велиме, и тоа нешто што ќе го споделиме може да остане некаде зачувано, сликано и подоцна да биде употребено против нас. Споделувањето на внимателно се однесува повеќе да внимаваме да се трудиме да не споделуваме што е можно повеќе информации за самите нас. Тоа се однесува на нашето место на живење, година на раѓање, нашите трансакцијски банкарски сметки или нешто што може да нашиот матичен број или нешто што може да биде искористено против нас. Треба да размислиме секогаш пред да прифатиме некој за пријател или да често пати знаеме да бидеме додавани на од некои пријатели кои можеби не ги познаваме. Ги нарековме нели на почетокот предатори. Како би можеле да познаеме некој лажен профил кој сака ни се нуди за пријателство? Тоа најчесто е профил кој е креиран пред некое време, пред краток период. Нема јасно обележани од каде потекнува, каде доаѓа. Пред се нема споделено лични податоци некој за себе, а исто така и нема голем број на наши пријатели кои ни се заеднички пријатели. Па така кога некој профил ќе го погледнеме, а не сме сигурни дека тој профил на вистина ние пред се не го познаваме лицето, а ни се нуди за пријател, ние најчесто треба да ги одбегнеме тие пријателства заради тоа што често пати спомнав демнење дека можеби некој сака да не прати што ние правиме на социјалните мрежи и нормално да земе некои податоци од нас. Алекс крева рака, повели Алекс? Ми се допадна иле ова што го кажа, особено што работилницава денеска е наменета за младите.
и чинам дека они често пати на своите социјални профили на Facebook, на Instagram додаваат пријатели кои што не ги познаваат. Едноставно некогаш им е поважна бројката на луѓе која што ги следи, која што ги прати, која што ги чита, која што им ги гледа сликите, но еве сега ова ти што го кажуваш всушност е спротивно и тоа е добро тие да го слушнат дека не е добро бидејќи ние не ги познаваме тие луѓе и не знаеме како тие може да ги искористат информациите кои што ние ги споделуваме. Да, точно, Алекс, благодарам. Мартин, повели? За следното мислење што е не одговарај на пораки кои прават да се чувстваш непријатно. Пример да те засрамуваат, заплашуваат или на било кој начин прават да се чувстваш непријатно. Да. Поточно да, секогаш го имаме тоа чувство некои пријатели да не прашаат за приватниот живот и ние да као да не тера на некој начин ајде објасни нели што све нели како ситуацијата, а ние поима немаме. Нешто се случи околу нас и све еве пример со моја ситуација, пример отворен тестамент и прашуваат другарите нели што како за новиот стан. Јас не знам како да им кажам, да речам, таа ситуација ми е непријатно да се тоа пребледувам. Да, Мартин, затоа Иле рече, извини, дека е многу важно кои ни се пријатели, кого прифаќаме, но и што е тоа што ние го споделуваме, значи што е тоа што сакаме да биде јавно. Иле продолжи, фала ти. Да. Баш Мартин, сакам еве се надобрдува, значи секогаш треба да размислиме пред да пратиме нешто, значи пред да или да споделиме некоја информација, значи дефинитивно некои информации се наши лични информации, не треба да бидат споделувани ни најмалку со најблиските другари кои во тебе те прашуваат, а особено не тоа да биде на социјалните мрежи. Значи да ги тргнеме социјалните мрежи, настрана ние можеме да си правиме нели муабет ако сме другари и во живо и да ги споделиме информациите вака јавно лице во лице, а не преку социјалните мрежи, затоа што социјалните мрежи да се добри за комуникација, но секогаш имаат и тие лоши страни, затоа што не знаеме како може тоа што ти ќе го кажеш да биде искористено, можеби против тебе, можеби не е злонамерно, но во секој случај не можеме да бидеме сигурни, а и Фејсбукот или Инстаграмот не се начини на кои ние треба да разговараме за некои такви теми. Да не споделуваме лични податоци за себе, во личните податоци се нашата адреса на живење, телефонските броеви, училиштето, нашата возраст, матичниот број или трансакцијската сметка. Некој на почетокот рече дека често пати има некои лажни наградни игри кои на некој начин на сензација не тераат како дека ние сме нешто освоиле, па ние можеме да се излажеме, да го отвориме тој линк, да вметнеме кај нас вирус или да ни побараат да напишеме трансакцијска сметка или нешто што може тоа да биде искористено против нас. А такви ситуации имало многу и многу примери, можеби познавате некој кој наседнал на такви работи. Валентина Митковска, да не одговараме на туги пораки, да не комуницираме со непознати луѓе, точно Валентина. И тоа е еден од советите ако некој не го познаваме, а ни се нуди за пријател. Не се запознавај со некој твој онлайн пријател кој го познаваш само од интернет. Значи луѓето кои сакаат на некој начин да се доближат до вас без разлика на која цел, доколку не ги познавате, често пати можете да бидете наведени дека комуницирате одреден период и може да дојде до ситуација да ви кажете па ајде да се видиме или да си правиме муабет во живо или слично. Тоа се многу опасни ситуации затоа што не ја знаеме намерата, особено не на некој што не го знаеме. Според одредени препораки најчесто за не треба да ги прифаќате тие средби, да се видите нели во живо со вашиот онлайн пријател или доколку тоа го прифатите затоа што еве по некоја логика оценете тоа најчесто оценат повозрастните тинејџери дека треба да се видат, секогаш тоа видување да биде на некое јавно место и секогаш тоа видување да биде во кафич, да биде во парк дека има поголема циркулација на луѓе и секогаш тоа да биде со уште некој со вас повозрасен, дали тоа ќе биде некој повозрасен другар, братучете или слично. Но најдобро би било доколку оцените нели да не се запознавате со такви луѓе. Не треба да одговараме на пораките. Мартин пишува дека никако на социјалните мрежи не би го објавувал својот живот, туку со другарите кои го поминуваат времето без разлика дали на фудбал или кога сме излезени. Точно, дефинитивно тоа што го зборевме претходно дека не треба да ги споделуваме на социјалните мрежи.
Не треба да одговараме на пораки кои не прават да се чувствуваме непријатно. На некој начин не засрамуваат, заплашуваат или на било кој начин не прават да се чувствуваме непријатно, едноставно ги игнорираме. И затоа и Facebook, и Instagram, и Twitter, и сите социјални мрежи имаат некои нивни начини за заштита на своите корисници. Можеме тој што нас ќе ни пишува непријатни пораки, ќе не засрамува или заплашува, пред се можеме да го пријавиме неговиот профил, обавезно да направиме скриншот од комуникацијата, да имаме лично за нас и исто така можеме да го ограничиме неговото да го ограничиме колку тој може да го гледа нашиот профил, нашите објави и колку може да комуницира со нас. Тие се надам дека сите опции ви се познати на Facebook и на Instagram, дека можеме да ги блокираме или да направиме рестрикт на одредени личности, доколку нели оцениме дека не се чувствуваме пријатно што ги имаме за пријатели. Секогаш постои можност за пријава, тоа го имам споменато на крајот. Пријавата всушност се однесува на тоа дека можеме да пријавиме преку Facebook, преку Instagram, тие ни нудат можности да пријавуваме лажни профили, да пријавуваме дека некој не вознемирува, секогаш доколку имаме некоја комуникација која нас не заплашува, можеме да направиме скриншот на неа да имаме, затоа што во некои фази кога веќе се плашите за вашата безбедност, може да се контактира и полиција, значи тие си имаат одредени закони кои тоа го спроведуваат, а доколку вашите пак лични податоци се заштитени, постои една дирекција за заштита на лични податоци каде може да споделите доколку во одредена ситуација, нели, вашите лични податоци се украдени, на ваше име е направено нов профил или на некоја друга социјална мрежа. Секогаш треба да ги ставате лозинките кои ги имате на вашите социјални мрежи да бидат различни од лозинките, да не имате на иста лозинка и тие да бидат цврсти лозинки, односно да бидат со повеќе карактери, со повеќе податоци внатре, за да не може лесно да биде откриена таа ваша лозинка. Ова се некои од советите кои се многу битни да ги применуваме во делот на споделувањето на податоците, а сега ви предлагам да погледнеме едно видео кој исто се надоврзува во делот на сајбербулингот или сајбернасилството кое е често присутно на интернет, па ќе позборуваме малку и за таа тема. Мухамед, можеш да го пуштиш видеото?
Благодарам, Мухамед, за видеото. Видеото во неколку минути ни објаснува што всушност представува сајбербулингот и сајбернасилството и колку тоа може би да влијае пред се врз нашето нормално функционирање, но и кои се почетоците за ние да бидеме мета на сајбернасилство. Можеме да го пуштиме следниот слайд. Сајбернасилството всушност представува секое насилство кое се случува на интернет, кој има за цел да те нападне, да те понижи или да те стави на тапет, но преку социјалните мрежи. Најчесто сајбернасилството се повторува и е насочено спрема нас, како например ширење лаги, објавување на засрамувачки фотографии од некого, но и напади врз самата наша личност. Испраќањето на пораки може да не повреди или закани, и тоа може да стане вирално. И срамите сме свесни дека во последно време сајбернасилството, кога некој насилник се надоврзува и прави насилство сајбер преку со навреди или со некакви објави спрема некое лице, тоа многу брзо се шири, со москавична брзина се шири, се споделува насекаде на сите социјални мрежи и тука доаѓаме веќе до дека не сме безбедни на интернет и дека може тоа многу нас да ни наштити. Преземањето на тук идентитет и испраќање на злобни пораки до другите од туѓо име, односно превземани податоци, што повторно се надоврзува тоа дека некој може да ни ги украде податоците и преку лажен профил да шири нешто против нас. Јас би прашал дали некој од вас е бил мета на сајбернасилство или некој од вашата околина и како, на кој начин си има справено со тоа? Имаше некои ситуации, јас ќе споделам во Кочани, кога преку исто кражба на податоци на едно лице со преку лажен профил се ширеа некои невистини фотографии од тоа лице, но ситуацијата заврши дека насилниците сајбер одговара со тоа што беа пријавени во полиција и на крајот нели си ја добија заслужената казна. Повели, Алекс? Што се случува или каква е процедурата доколку некој направи лажен профил, да речам, ја земе фотографијата, креира лажен профил со наши податоци, дали се пријавува кај нас во Македонија во полиција или се пријавува директно на Facebook, на социјалната медиум? Тоа не го разбрав и не знам дали другите го разбрале, значи да ни биде јасно кои се чекорите, кои се постапките, што треба да се направи. Да, значи процедурата е таква дека првенствено доколку забележиме лажен профил на наше име или на некој наш другар или близок, првенствено кај сите социјални мрежи, Facebook, Instagram, постои да се пријави тој профил како лажен профил, со тоа што по неколку пријави, десетина пријави дека тој профил е лажен, Facebook отвара постапка по што тој профил може да биде тргнат од Facebook како лажен профил, бидејќи имат повеќе корисници на Facebook, пример пријавено дека профилот е лажен, односно дека се представува со друго име. Во случајот кој го споменав јас, во Кочани конкретно за одредено лице, му беше украден на некој начин идентитетот, со тоа што во негово име се споделуваа разни информации, разни фотографии кои не беа споделувани од него, туку од друг и со туѓа намера. Facebook беше пријавено и во полиција, значи секогаш постои можност да се пријави во полиција и полицијата по нивна службена должност го брише тој профил, значи ти имаат контакти со Facebook и контактираат и профилот се брише и се покренува посебна истрага во полицијата имаат посебно оделение за интернет криминал, мислам дека така го викаат. И секогаш кога ви украден идентитетот или вашите податоци, може да се поднесе представка, значи до дирекцијата за заштита на лични податоци. Тоа ви уште еден доказ, нели, и тие таму превземат исто мерки по службена должност со МВР доколку има забележано таква ситуација. Или дали се тоа оди многу брзо, бидејќи може да се споделуваат фотографии кои што се со недобра содржина и навистина го рушат имиџот, интегритетот на едното лице. Колку брзо оди се тоа? Повеќе брзо е на Facebook, дефинитивно, ако има повеќе пријави, Facebook ги разгледува пријавите во рок од 1 до 2 часа и тоа доколку тие оценат дека нели е лажен профилот, ќе го повлечат профилот, но доколку Facebook на некој начин оцени дека профилот е во ред, тогаш може да се пријави, значи, во полиција
таму постапката е можеби малку подолга, но сепак се решаваат на крајот, тие контактираат лично како службено министерство и се брише профилот. Може да преминеме на следниот слайд. Овде имаме некои совети за сајбер насилството. Како би го препознале сајбер насилството? Значи, ако ти се смеат тебе наместо со тебе, шегувањето продолжи дури и кога ќе побараш од лицето да престане, затоа што веќе не се чувствуваш добро, тогаш таа постапка може да се смета за сајбер насилство. Кога некој го предупредуваме дека не треба да се шали веќе за одредена ситуација, тој продолжува и намерно го прави тоа, а покрај него се приклучуваат и други лица, а станува збор за на интернет, тогаш, значи, може да се смета како сајбер насилство. Ангела Јордановска пишува дека била сведок на сајбер насилство, но мислам дека младите не се доволно информирани. Па дополнително тоа постои страф или срам и не се пријавува на никој, туку се остава времето да помине за да престане да се зборува. Најчесто треба прво да пријавиме на нашите најблиски, на нашите родители, на нашите педагози, психолози во училиштата, на нашите наставници, се со цел тие да пробаат да реагираат, а доколку значи не треба да се оди институционално, како што кажав, прво преку Facebook, а после институционално. Не треба да се шири да се крие сајбер насилството, затоа што често пати ако го сокриваме, тоа предизвикува други ефекти врз нас, но и на некој начин ги охрабрува сајбер насилниците да продолжат и на други луѓе да прават сајбер насилство, затоа што претходно не се пријавени, не е реагирано спрема нив. Најдобро е да ја блокираме комуникацијата со сајбер насилниците, да не испраќаме пораки, да не споделуваме фотографии тајни на интернет и никогаш да не објавуваме и да не ги споделуваме, како што кажав на почетокот, нашите лични податоци. И Facebook има можност да ги ограничи што на нашиот профил ќе биде јавно, што ќе биде ќе можеме да го гледаме само ние и што ќе може да го гледаат нашите пријатели. Најдобро е тие сетинзи на Facebook може да се разгледаат и да на некој начин да направите ваш безбеден профил кој може да ги гледа вашите објави, за нормално нели да не дое до ситуација да ви бидат украдени вашите податоци. Исто така кога еве тоа што кажав доле, пријави и помогни на пријател, значи на родител, на психолог, на било кој што мислиш дека може да ти помогне, полиција, и собирај докази, како што кажав за скриншотот. Многу често знаеме да се тагираме на одредени лица или да ставаме на одредени места или да ставаме фотографии со некои наши другари или врсници на социјалните мрежи, но бидете внимателни и секогаш прашајте го лицето дали може фотографијата со вас да биде споделена на интернет, дали ќе ви дозволи да ја сподели на интернет, затоа што може истата нели да биде различно искористена. Постојат повеќе ефектите од сајбер насилството, можат да влијат на многу работи, да се чувствуваме вознемирено, разлутено, да се чувствуваме посрамено од нас и од околината, да се чувствуваме изморено, да не можеме да заспиеме или слично, што на некој начин влијае врз нашето секојдневно функционирање. Може да преминеме на следниот слайд. Јас би споделил и некои работи кои треба да ги практикуваме на интернет. Пред се треба да се трудиме да се заштитиме самите себе и околината, но и кога сурфаме на интернет, првенствено треба најчесто да споделуваме едукативна содржина која предизвикува содржина која ќе биде интересна, која пред се нема да биде навредувачка спрема никој, а ќе биде од корист за сите. Значи, да го користиме повеќе интернетот за комуникација, отколку да го користиме за, не знам, разни оговарања или правење на шали што можат да преминат во сајбер насилство или слично, и секогаш да комуницираме на интернет одговорно, со тоа што да го применуваме нели она начело однесувај се со другите, онака како што сакаш да се однесуваат за тебе, и најдобро е да се заштитиме на интернет, да ја заштитиме нашата пред се приватноста на социјалните мрежи. Повели Алекс? Во насока на слайдот сега кој што го кажуваш, можеби само да додадам, Иле, дека и ние како представници од Црвениот крст
Треба да споделуваме позитивни приказни кои што се случуваат во нашето обкружување за да ги поттикнеме и другите млади, другите, да речем, да станат дел од организацијата, да ги прават добрите работи кои што ги прават нашите волонтери. Така да дополнително може да го прават и тоа споделување на приказните и на тоа што тие го работат во своите клубови. Сметам дека тоа е многу позитивно и многу правилно. Дефинитивно, да, па тој повеќе да има едукативно и да има нешто што ќе мотивира, што ќе погледнеме некаде и ќе не мотивира и нас да направиме нешто дополнително и да биде од корист за заедницата, пред се за онлайн заедницата. Да се заштитиме на интернет, значи тоа што го зборев претходно, значи да не ги споделуваме нашите информации за место на живење, место на раѓање, во кое училиште учиме, да ги заштитуваме нашите профили, постојат повеќе можности со преку заштита со лозинки, со двојно потврдување на лозинки, да не споделуваме нашите лозинки, да ги споделуваме со нашите пријатели или со нашите девојки, дечковци кои што има, заради тоа што не треба, тоа е наша приватност, нашите лозинки се наша приватност и дека ако ја споделиме лозинката со некој, тоа не значи дека со тоа ја покажуваме љубовта или довербата или приврзаноста спрема некој, туку едноставно тоа си е наша приватност и никој не треба да навлегува во нашата приватност, да навлегува во нашите профили, да користиме двојни профили или слично. Треба да почитуваме еден бон тон, што го има на следниот слайд кој Мухамед сега ќе го пушти. Тоа значи дека треба да бидеме толерантни на социјалните мрежи, да не земаме се здраво за готово кога ќе прочитаме некоја провокација и да не реагираме бурно, туку да размислиме два пати како ќе реагираме. Најдобра реакција е на провокацијата е да не реагираме на самата провокација, да не ги омалважуваме нашите соговорници и во никој случај да не објавуваме приватни чет разговори за да му наштетиме на некој, заради тоа што и со тоа ја нарушуваме нашата безбедност на интернет и ги оддаваме нашата приватност пред се. Приватните чет разговори се наша приватност. Да шириме позитива, како што кажа Алекс, да игнорираме некултура, значи да ги шириме позитивните нешта, да покренуваме иницијативи, а да ја игнорираме секоја она комуникација која нам не ни се допаѓа. Твојот Facebook профил и сето она што го објавуваш на Facebook и што го споделуваш е огледало на твојата личност пред се, каков човек си ти и кои се твоите интереси, затоа треба да внимаваме што споделуваме на нашите Facebook профили. Тоа што го кажав да побараме дозвола пред да тагнеме некој на слика, затоа што не секој сака да ја сподели својата приватност, да пред да објавиме нешто, секогаш да изброиме до 10, да размислиме кои последици ќе ги има тоа што ние ќе го споделиме на Facebook врз заедницата, како што кажав тоа, се што ќе споделиме на интернет има многу поголема моќ од тоа што ние мислиме дека ја има. Значи дефинитивно се шири многу брзо со москавична брзина се што објавиме, така да треба да внимаваме да броиме до 10 кога објавуваме. И на крајот има една интересна реченица, вели Facebook е социјална мрежа, а не живот. Ако ви текнува и на видеото кое го погледнавме пред малку, значи на крајот сите беа соберени нели во парк со гитара, со друштвенце, седнати заедно, а тој сајбер насилникот седеше сам дома пред интернетот, остана сам и секогаш да ја практикуваме онаа дружба face to face, лице во лице, значи, а да Фејсбукот и останатите социјални мрежи да ги користиме само како еден вид алатка која ни ја олеснува секојдневната комуникација со нашите другари, со заедницата на Facebook и да се трудиме социјалните мрежи да ни бидат повеќе од корист за едукација, отколку за сите овие злоупотреби кои ги зборевме претходно. Дали некој има нешто да додаде околу бон тонот или нешто околу сајбер насилството да сподели нешто? Во ред да одиме следниот слайд, мислам дека треба да е прашање. Дали имате некои прашање? Пред се сакам да ја прашам. Дали ја свативте главната поента на самата презентација, начинот на кој да се заштитиме, значи да не ги споделуваме нашите податоци, да пријавуваме, да се осмелуваме да пријавуваме, да излегуваме во пресред кога некој е во ситуација да е под сајбербулинг или да му се загрожени нашите лични податоци. Ако ништо друго, научивме дека кои информации треба да ги споделуваме, со кој треба да комуницираме, со кој не треба да комуницираме и најчесто е добро што научивме на кој начин уствари
можеме да пријавиме и каде да пријавиме кога нашите податоци нели се злоупотребени. Кристијан, повели? Само уклучи го микрофонот. Не, во реде, Иле, во реде, ништо не сакаше да крене, ништо не погрешка сакаше. крена раката, да. Сакаше да каже во ред. Дали некој нешто има да сподели? Ме прашавте на кој начин јас се заштитувам, него заборавив прашањето на почетокот, имаше од некој прашање на кој начин јас се заштитувам. Па, мојата заштита највеќе е во тоа дека имам ставено сигурни лозинки за да пред се за да може да се влезе во мојот профил, значи има повеќе чекори, знаете, се стават да ви стигне на телефонскиот број, но и за да го ставиме телефонскиот број на Facebook, значи тоа на некој начин оддавање на наши нели информации, нашиот телефонски број, наша информација. Се заштитувам со тоа што кога ги споделувам објавите, кога ги споделувам моите приватни фотографии, тоа често го правам, но го правам. Гледам тоа да биде да може да ги гледат само моите пријатели, да не биде тоа јавно, туку да ги гледат само пријателите кои ги имам прифатено и кои мислам, условно мислам дека ми се сигурни. Треба да се трудиме да прифаќаме пријатели на социјалните мрежи на Инстаграм само оние кои ги знаеме, не лица кои не ги знаеме да ни го гледат или да ни го демнат профилот, затоа што кажав на почеток не ги знаеме нивните намери. Така да убаво би било сите сега кога ќе завршиме со оваа презентација да погледнеме на Facebook, на Instagram кои се нашите поставени сетинзи во смисол на тоа што го споделуваме, дали е јавно, дали го гледаат само нашите пријатели, да видиме дали може некаде да се коригираме и нели да се заштитиме што е можно повеќе. Дали има некој друг прашање, нешто да каже, да праша? Можете и во Викторија крена рака. Повели Викторија? Јас сакам да споделам еден случај кога што бев на некој начин сведок на сајбер насилство. Викторија, многу слабо те слушаме и преска и сега. Доближи се со микрофонот или збори погласно. Сакам да споделам случај кога што бев нели како некој вид на не можам да кажам сведок, но ја знаев ситуацијата, ја знаев работата. Што се случува сега, подобро не ме слушате? Да. Подобро. И таа ситуација многу влијаеше на здравјето на тоа девојче. Во глобала се шире нејзини интимни слики општо што ги споделувала со нејзините другарки. Потоа нели кога завршило тоа пријателство, тие сакале да им наштетат и се тоа. И после тоа, не знам, многу време имаше проблеми со срцето, многу се стресираше, многу стрес имаше во себе. И генерално потоа се пријави тоа, нели, се заврши. Но сакам да кажам дека е многу страшно тоа, многу неугодно. Викторија, фала ти што го сподели ова, или ако може јас да се надоврзам на тоа што го кажа Викторија, пошто се тука веќе не би зборувала и не би кажала неколку работи како координатор и како некој кој што дава поддршка за спроведување на вакви едукативни работилници кои што имаат за цел да ги зајакнат вашите капацитети како млади луѓе, туку и како родител кој што е исплашен секако и за своите деца. Значи Викторија, супер е примерот што го сподели, значи препорака, совет, правило, никогаш не праќајте такви фотографии на било кого. Нити на најдобра другарка, нити на дечкото за кој што мислите дека за секојаш ќе останете со него или со девојката. Тоа се работи кои што во одреден момент може да бидат употребени против вас. Не се ставајте во ситуација кога самите треба да ви биде непријатно, кога може да се загрози вашата безбедност, вашето здравје и така натака и така натака. Значи, во никаква ситуација таквите фотографии никогаш никаде да не се праќаат. Како што каже Иле самиот, ова се социјални медиуми, ова не е реален живот. Останува секогаш некаде запишано и некој секогаш може како да ве држи во рака и во одредени моменти да ве уценува дури со одредени работи кои што може да ви бидат побарани. Дефинитивно, да. Тоа се става на Facebook, уствари на социјалните мрежи, останува за секогаш, без разлика колку и ние ќе го избришеме или ќе го тргнеме во тој момент.
Во ред, дечки, ви благодарам. Ако немате некои дополнителни прашања, јас во рамки на времето би се вратил на вашите очекувања да видиме дали сме ги исполниле вашите очекувања. Значи, научивме што представува опасност и каква опасност, се надевам, научивме, нели, каква опасност не демне на интернет. Кажавме некои примери како да се справиме со онлайн навредите, односно сајбер насилството, значи како да ги игнорираме, како да ги пријавиме. Да ги разгледаме погрешните работи што ги правиме секојдневно на интернет. Дефинитивно споделивме некои искуства, како последното дека се праќани фотографии, тоа е нешто погрешно што е направено и што не треба да го правиме. Да научиме како да се заштитиме од предаторите на интернет. Ја мислам дека научивме со тоа дека треба да внимаваме од тоа што се споделува и кој ни го се гледа профилот и кој ќе ни биде, нели, пријател на нашите профили. Споделивме лично искуство за безбедност на интернет, секој од вас сподели по нешто на кој начин се заштитува. Правиме да направиме разлика помеѓу доброто и лошото на интернет, значи баш тоа што е добро треба да го споделуваме, да го шеруваме, да го промовираме, за разлика од лошите работи кои нам треба и да ги игнорираме, односно тие напади, сајбер напади или слично, да дознаеме кого и Мухамед не можам да прочитам, таму да. Какви податоци смееме да споделуваме онлайн, да дознаеме кога и како може кои податоци да ги споделуваме онлайн. Рековме кои податоци ги споделуваме, ние повеќе рековме кои податоци не треба да ги споделуваме, отколку кои треба да ги споделуваме податоци. Како да препознаеме вирус, тоа што го споменав, дека најчесто тоа се некои сензитивни работи ни ги прикажуваат на месенџери, на Facebook, кои ќе не натера да кликнеме, подосна влегува преку нашиот профил, споделуваме информации и на крајот го веќе имаме вирусот во нашиот профил и сме направиле проблем. И убаво поминато време, се надевам дека си поминавте убаво, јас ви се заблагодарувам за присуството, нели, кој одвоевте овој час да бидете и да научиме нешто заедно и да споделиме нешто во врска со темата која ја имаме. Иле, пред да одиш на следниот слайд, може би само да кажам овде дека работилниците се поставени на нашиот YouTube канал, бидејќи сметам дека ова работилница навистина беше многу корисна, многу поучна, кратка, но со важни информации кои што дел од нив младите луѓе не ги знаат. Слободно можете во вашите клубови на млади да ги споделите работилниците, тие да бидат гледани или индивидуално или пак групно, дури да ги гледате на некои од редовните состаноци кои што ги имате. Така. Поред, Алекс, благодарам. Мухамед, следниот слайд е, мислам, со најава. Да, го најавувам и следниот инструктор кој ќе држи работилница, тоа е следниот четврток на 23 септември, тоа е Кате, која е присутна овде со нас, Катерина Гиевска. Да, Кате ми е мене многу драга личност, многу драга инструкторка, ќе зборува за една интересна тема која би било добро сите да ја знаеме, тоа е изработка на CV и мотивационо писмо, кое нас како личности во иднина, па и сега кога аплицираме во некои невладини организации да бидеме волонтери или за работа кога аплицираме, ни се од многу голема корист и колку подобро е направено самото CV и мотивационо писмо, тоа се поголеми шансите некаде да успееме да бидеме примени. Така да не пропуштајте ја Кате на 23 септември на истото место и во истото време. Фала многу, Иле, се гледаме, дечки. Фала, Иле, фала, Кате. Бидејќи знаеме